И во минатиот кабинет ВМРО, ДПМН и ДУИ си ги делеа ресорите. Албанскиот коалиционен партнер во владата имаше 1 од 4 вице-премиерски места и 6 од 17 министерски ресори, со што приближниот распоред на силите беше повторно 2:1 во корист на ВМРО. Ова е причината заради која експертите проценуваат оти по новите преговори Ахмети не успеал да издействува ништо повеќе за интегративците, иако изборните резултати значително го ослабеа поголемиот коалициски партнер. Значи тоа е исто како да измерите килограм злато и килограм слама. Моје мислење дека сепак ДУИ наспроти реалноста што таа е во позиција да ги зголемува барањата и во однос на бројот на министерствата и другите јавни функции и во однос на квалитетот на тие функции, на тие ресори и така натаму. Не сум сигурен дека многу што е направено, така што искаја и од почеток ДУИ се покажа дека продолжа да биде маргинализирана сега по сопствена вина. Кој досега седеше во министерските фотели? Зоран Ставревски. Според познавачите, под негова контрола ги држаше најголем дел од економските и финансиските прашања во претходниот состав. Владимир Пешевски. Со надлежности во стопанството, но и во своевидна сенка на Ставревски. Него му беа доверени преговорите со Ивана и успеа да ги измазни односите со некогаш проблематичниот инвеститор за владата. Васко Наумовски беше назначен како експертско решение, но набрзо се проби во партиските редови. Не успеа да направи чекор напред во приближувањето на Македонија кон Европската унија. Абдулаки Мадеми. Скандал во неговиот ресор беа вработените, за кои немаше место во администрацијата, па мораа да седат дома и да примаат плата. Антонио Милошовски. Втор мандат за него, но за името. Проблемот кој е кочница на патот на Македонија кон Европската унија и НАТО се уште нема одговор. Зоран Коњановски. Завршени реформи, но недоволни за влез во алијансата. Скандал со организацијата на регионална конференција во Охрид, за која хонорари исплатил на сопругот на негова вработена. Гордана Јанкуловска. Под најчеста критика на опозицијата и барања за нејзина интерпелација. Мандатот заврши со кулминација на критиките, откако во изборната ноќ полициски службеник, употребувајќи прекумерна сила, уби момче. Михајло Маневски. Исто така меѓу критикуваните министри за недоволни реформи во ресорот судство, за кои се уште ни забележува Унијата. Опозицијата го нарече министер за неправда. Викиликс објави. Со неговите постапки често не се согласувал ниту Груевски, но не сакал да го смени за да не изгледа дека ги слуша опозиционерите. Миле Јанакиевски ги реализираше владините проекти во кои се вртат веројатно најголемите пари. Мака мачеше со поплавите во Охрид. Фатмир Бесими, еден од ретките кои мандатот го заврши без афери. Тивкиот министер на ДУИ кој исто така се бореше со сенката на Ставревски. Љупчо Димовски, кадар на социјалистите. Од Спасиновски наследи Жежок Костен, со проблеми оптоварено македонско земјоделство. Бујар Османи, нови вируси, вакцини, болници во кои паѓаат покриви. Ресорот здравство и со Османи на чело остана меѓу најскандалозните. Никола Тодоров, најмладиот во министерска фотелја. Ни познавањето карате не му помогна да се одбрани од проблемите и грешките во учебниците. Иво Ивановски го координираше проектот Компјутер за секое дете. Пред крај на мандатот доби и проширен ресор. Стана надлежен и за администрацијата. Муса Џафери, слабо видлив во владиниот состав, еден од најтивките министри во претходниот кабинет. Елизабета Канчевска-Милевска, под нејзина палка се реализира проектот Скопје 2014, од едни фалена, од други критикувана, за прекумерни трошења на владата, на згради и споменици. Джелел Бајрами, пензионерите тргнаа на бањи, но вработените останаа без права. Во негов мандат се разоткри криминал во поделбите на инвалидските пензии. Хади Незир, Неждет Мустафа и Веле Самак, министри без ресор. Јавноста ретко можеше да ги види, уште помалку да ја оцени нивната работа. Министерските фотели во владата сега чекаат нови министри, кого ќе избере Груевски за да седне во нив.